160 милиони луѓе се заразиле од COVID-19 во светот досега, а 3,3 милиони починале, соопшти Светската здравствена организација на 17 мај. Се проценува дека досега се ставени 1,2 милиони дози вакцини, поголемиот дел од нив во развиените земји. Во Индија за прв пат од 21 април бројот на ново заразени е под 300.000 дневно, но и околу 4.000 починати. Локдаунот во Нью Делхи е продолжен до 24 мај. Во едно село во Утар Прадеш, бидејќи нема никаква здравствена заштита, заболените лежат под дрвја, надевајќи се дека така ќе имаат повеќе кислород. मजबूरी में लोगों को झोला छाप डॉक्टरों पे जाना पड़ रहा है, वो एक मौत का कारण बन रहे हैं गांव के लिए। झोला छाप डॉक्टर क्या करें, मजबूरी में जाएंगे तो बड़े डॉक्टर नहीं देखेंगे। ऑक्सीजन का इतना बुरा हाल है कि कोई भी कहीं से मिलने की उम्मीद ही नहीं है। सांस फूलने लगते हैं तो हम लोगों को मजबूरी में पेड़ों के नीचे ऐसे ऐसे अपना लेवल बढ़ाना पड़ रहा है लोगों को। Тајланд се соочува со трет бран на коронавирусот со рекордни околу 10.000 заболени дневно. Најголем дел од нив се затвореници, бидејќи затворите се пренатрупани. И во Непал заболеа околу 450.000, а починаа скоро 5.000, покажуваат податоците на Светската здравствена организација. Во земјата пристигна и втората пратка боци со кислород. Поради недостигот, непалските власти апелираат до планинарите да ги враќаат празните садови за кислород, кои би се употребувале по болниците, наместо да ги фрлаат. Непал издаде дозволи за искачување на околу 700 планинари за април и мај, обидувајќи се повторно да го заживее планинарскиот туризам. Во меѓувреме во Европа продолжува олеснувањето на рестрикциите во повеќе земји. Бројот на вакцинирани се зголемува, а на инфицирани се намалува. Во Германија веќе 1/3 од населението примило барем една доза од вакцината против COVID-19. Во Франција од наредната недела се очекува отворање на рестораните и баровите, но само на терасите, а ќе отворат и музеите, театрите, кината и спортските објекти, со лимитиран број на посетители. Во Чешка од 17 мај отворија рестораните и баровите, но само за седнување на отворено, додека шопинг центрите беа отворени од минатата недела. За 7 дена би требало да бидат отворени и хотелите.